почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Да не се чудите како се прават големи пари и доходовни бизниси. Со закон. Спогоди се со владата на штета на државата. Еве школски пример. Денес пред нас е предлог закон за решавање на спорот помеѓу Република Македонија и МАК Петрол АД Скопје по пат на спогодба. Актери во оваа приказна се МАК Петрол, приватен сопственик, и нормално имаат интерес да продадат скапо и да остварат профит. Нивно е да одлучат дали ќе бидат општествено одговорни и ќе се повлечат од оваа спогодба. Владата на Република Македонија, најконтраверзниот актер во оваа сделка, затоа што владата не е фирма, не е ДОЕЛ, не е АД, а најмалку треба да биде трговец поединец. Имаме чудо од влада, се може да реши на штета на граѓаните на Република Македонија. Актер е и Бирото за судски вештачење, каде што директор поставува владата на Република Македонија. Позитивен актер е јавниот правобранител. Се прогласи за ненадлежен во решавање на спорот и со свој допис до владата има кажано дека оваа спогодба може да предизвика несакани штетни последици за Република Македонија. И на крај доаѓаме тука ние, Собранието на Република Македонија, која представува законодавен дом. Собранието е инволвирано во случајот со овој закон за решавање на спорот помеѓу МАК Петрол и владата и покрај тоа што Собранието нема надлежност за оваа проблематика. За волја на вистината, денес или во некое догледно време ќе се јави уште еден актер, а тоа е јавниот обвинител кој мора да го истражи целиот овој предмет. Накратко, во интерес на граѓаните, ќе ве запознајам со состојбата со овој предмет пред законот. За овој предмет се водат судски спорови за утврдување на процентот на собственост, уделот, кој го поседуваат двете страни во процесот, како и вредноста на уделите на двете страни во процесот. Овде се поставува едно јасно прашање. Зошто толку министри, председатели на влади, овие изминати години не го решиле проблемот и едноставно оделе по легислативата, го дале предметот во судски постапки. Гасоводот не е заверен во катастар. Спомнав, државниот правобранител се прогласува за ненадлежен. Државата сака да го купи делот на МАК Петрол преку Македонски енергетски ресурси МЕР, кој патем нема лиценца за пренос на природен газ. Овде се поставува прашањето како ќе се направи ако се случи евентуално оваа лоша сделка и кој ќе го пренесува газот. Владата на Република Македонија во 2019 година веќе во капитални инвестиции го става овој проект. И овде не става во свршен чин, односно префрла пари на МЕР за оваа намена. Иако сега сме 2020 година, а може ќе не најде и 2021 година. Беше спомнато дека е добро што владата ќе добие собствеништво на целиот гасовод, меѓутоа кај мене постои една дилема. Владата на широко, на големо овде ни најави дека ќе продава државен имот, пошти, железници, ТЕЦ Неготино, а сега правиме обратни процеси. Купуваме имот. Ова е во најмала рака контрадикторно.
Предлог законот за решавање на спорот помеѓу Република Македонија и МАК Петрол е залутан во собранието, ќе ви кажам зошто. Собранието не решава спорови. Надлежен за решавање на спорови е судот. Собранието не е медијатор. Собранието нема лиценца за медијација за да може да се најде како посредник помеѓу две страни. Собранието не е ни нотар. Нема лиценца за нотаријат за да може да го завери едноставно овој договор помеѓу владата и АД МАК Петрол. Но собранието е колективен орган каде што мнозинството со кревање на рака може да донесе било каков закон, дури и тој да биде спротивен во однос на Уставот и спротивен во однос на интересите на Република Македонија. Накратко, зошто собранието не треба да се впушта во непотребни авантури? Со одлука на владата се планира МЕР да му исплати фантастични 32 милиона 773 905 евра. Пари на граѓаните на Република Македонија. И тоа за една акција која ја има АД МАК Петрол, која, замислете, номинално вреди само 18 милиони 806 илјади денара. Државата ќе ја купи за 32 милиона, скоро 33 милиона. Се формира разлика од близу 14 милиона евра од номиналната вредност на акцијата на АД МАК Петрол до тоа што ќе го исплати владата на Република Македонија. Почитувани граѓани, еве како се прави лесен бизнис. Еве како се прави профит и тоа со закон. Проблематично е затоа што гасоводот целосно е проценет на некаде 65 милиони евра. Меѓутоа, пазете, гасоводот е стар близу 20 на години, а амортизациониот век на еден гасовод приближно е 30 до 40 години. Значи, ние сме на една половина од амортизациониот период на овој гасовод. За споредба, истиот овој МЕР, кој вие го управувате како влада, гради гасовод од 148 километри кој има вредност 61 милион евра. И тоа нов. Во состојба на повисоки пазарни цени. Проблематично е што го инволвирате Бирото за судски вештачења и се чудам на кој начин дојдоа до тие фантастични 65 милиона евра вредност на гасоводот, за да може да го предплатите МАК Петрол во оваа сделка. Иако МАК Петрол својата вредност на гасоводот ја има прецизно запишено во македонската берзија во хартија од вредност, во белешката 10, каде што вредноста е некаде 18 милиони 800 илјади евра. Почитувани, мораме да преземеме механизми, државата мора да преземе механизми да си го заштити својот имот. Треба да се направи експертиза за процентот на акциите кои го поседува, експертиза за вредноста на имотот. Супер вештачење по можност од странски стручни лица кои ќе дадат правилна вредност за пазарната вредност на гасоводот. Надлежност над овој предмет имат судовите во Република Македонија и Комисијата за хартии од вредност. Сето друго е излегување од Уставот, излегување од законот и злоупотреба на собранието на Република Македонија. Благодарам.